Започнува сезоната на се почесто возење мотоцикли по улиците, а со тој возењето во доцните часови. Вистинска сензација представува за моторџиите, но за граѓаните ова отвора дополнителни проблеми во низата. Со тоа доаѓа до израз девијантното однесување на младите, која мета на остри реакции од граѓаните. Возењето после 22 часот го нарушува јавниот ред и мир. Ова е став кој анкетираните Штипјани земне телевизија едногласно го кажаа. Тие мотори треба да се земат и да се затворат у полиција и да не се пушат више по улица. Вчера во време едно дечко на задно тркало, само задно тркало од судо до горе до пролече. На едно тркало, предното напред, задното само вози. Ова е, не знам што да презбора човек, али треба да се тоа укине. Но кеска јас сум до медицината скоро, тука натаму. Но кеска не се спие од неј. Не се спие 12 сата, 1 сат, бр. Каква мода, тоа е се некултура. А јас некултурата наоѓа повеќе кај родител. Некај дет. Дето оно гледа да по негото му да се биде. Ама родител треба да размисли малку. Лудува, треба некои санкции да се преземе, ја мислам. Тамо кацики опрема на малолетни лица да не се дава да се вози. Прво е некултура, второ културата во нивните родители се во изразување на нивните деца. Па нема, ретко. Ретко, пошто јас живеам во Германија известно време, таму нема вака. Таму се знае кој вози мотор, кацика. Може да се воочи дека ваквата ситуација проблем уште многу одамна, со тоа што се предизвикува врева која е неподнослива за старата популација. Носењето кацига е задолжително за возачите на велосипеди со помошен мотор, мопеди и мотоцикли. Но граѓаните сведочат за моменти кога виделе дека се вози на само едно тркало. Ова е доказ дека може да се случат посериозни последици по здравјето на младите. Тоа е многу лошо. Не се спие, не една година, две. Шо ќе биде, ја не знам. В Бриој не можеш да се прошеташ. Што да ти кажам, ништо, лошо. Тие ауспуци да се извадат. И тоа е, него си вози нормално. Или ја дека шест там, него се трка. Па лошо е, многу брчат, многу да надуват. Но важно, лошо е што возат. Ние на страна живееме, не. Горе сме височко, тоа нема, кај нас нема. Кај нас нема моторџии, нема такви гушлави. Причината за оваа појава поголем дел од Штипјани ја сметаат како одраз на нивната некултура. За да се надмине ова девијантно однесување, сметаат дека треба да се преземат соодветни мерки, а во некои случаи и казни. Од ЦВР Штип посочуваат дека постојано се на терен и се санкционираат сите непочитувања во сообраќајот. Апелираат до возачите на мотоцикли да бидат одговорни, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи со цел по безбедни патишта.